Работењето на Мерцедес во Соединетите држави се става под прашање и неизвестност. Причините лежат во параноичните стравувања на американците од кинеската индустрија, заради што се подготвуваат низа административни бариери да се спречи незиното влијание врз домашната економија. Една таква ќе биде новиот закон кој е во фаза на разгледување и има поддршка од политичарите од двете најголеми партии со кои се ограничува работењето на компаниите кои во својата собственичка структура имаат кинески капитал. Во предлогот се споменуваат 15% над кои на тие компании би им било ускратено правото 5 години да увезуваат, продаваат и произведуваат на американска почва. Токму тука лежи загриженоста на Мерцедес, во кој кинескиот BAIC, како најголем поединечен акционер, поседува 10%, а оснивачот на Гили, Ли Шуфу, преку една своја инвестицијска компанија, дополнителни 9,7%, што заедно е доста над предвидената граница. Иако целата процедура се уште е далеку од финалната фаза, Мерцедес може да се најде во сериозно неповолна ситуација. Америка е втор најголем регион според продажбата и компанијата таму има производствени погони за своите најпрофитабилни модели кои ги испорачува низ целиот свет. Без оглед на конечниот исход, овој случај јасно покажува колку автомобилската индустрија и глобалниот капитал се меѓусебно поврзани, така што било каква одлука донесена во политичките институции може да има непредвидливи далекосежни последици.